Цивил медија. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу активностите на независниот академски синдикат и бевте на средба со министерот, како помина средбата и кои се вашите очекувања воопшто после таа средба? Многу е тешка ситуацијата. Значи, Независниот академски синдикат многу сериозно ја свати својата работа и тоа не само во однос на она што представува базична заштита на правата на вработените во високото образование, туку таква заштита, такви промени и системски нови решенија кои што би помогнале во иднина и за подигање на квалитетот на образованието, заштита на студентите и нивните права и донесување на решенија со кои што финансирањето на високото образование не би влијаело на автономијата на самиот универзитет. Она што го видовме во нашите истражувачки активности кои што во последно време ги правевме е дека целокупното финансирање на високото образование во изминативе 30 години било незаконско. Се базира на некој акт од 1988 година на самоуправна интересна заедница која не постои, која била формирана врз основа на закон кој не постои, врз основа на устав кој што не постои, во држава која што веќе не постои. Така што значи дека целокупното финансирање на високото образование било адхок решение на Министерството за образование, Министерството за финансии или владата на државата. Тука зборувам за јавните високообразовни институции, се разбира. И она што ние очекувавме и баравме е да прво да се постапи согласно со законот, да се формира националниот совет кој што би требало да ги изгради критериумите за финансирање на високото образование и во меѓувреме да се склучи колективен договор на ниво на гранка, значи на ниво на високо образование и слично, кој што би овозможил заштита на вработените во високото образование од самоволието на државните структури. Она што се случи е тој политички волунтаризам кој што и овдека доаѓа на сцена, имено донесено е решение за покачување на платите на вработените во високото образование за 10%, тоа е влезено во буџетот и одеднаш министерот утврдува за образование дека не може да се изврши таа исплата доколку не се потпише колективен договор. Тоа не е вистина. Значи, може во државата воопшто да нема синдикат, воопшто да нема, бидејќи тоа е доброволно здружување, така, значи, тоа не значи дека на луѓето нема да им се покачат платите никогаш заради тоа што нема синдикат кој што би потпишал колективен договор, едноставно постојат различни модуси, начини на кои што државата во овој момент може да ги покачи платите, бидејќи основен правен основ е самиот буџет и законот за извршување на буџетот. Може да се промени коефициентот на платите, може да се промени основицата на платите и она што ние исто како предлог го дадовме е Министерството да си ја изврши обврската која што со години наназад не ја извршува, а тоа да ги исплатува средствата за минат труд на самите високообразовни установи. Меѓутоа, наместо сето ова да се разгледа, наместо да најдеме соодветен начин како ова да го решиме, министерот заедно со ректорите на јавните универзитети се договорил дека наједноставен начин е тие да си формираат некој квази синдикат на брзина за 5 дена, да го регистрираат тој квази синдикат и со тој квази синдикат да се потпише колективен договор со еден член, еден единствен член, еднократно покачување на платите во високото образование за 10%. Значи, никаква заштита на правата, никакво подигнување на нивото на заштита во однос на она што е во законот и слично, туку само еден техникум кој што
навидум е беневолентен, меѓутоа во суштина што значи? Прво значи прекршување на членот 195 од Законот за работни односи, со кој што се забранува мешање на работодавачот во работењето на синдикатот, а ректоратот е наш работодавач. Така, потоа се забранува искористување на администрацијата државна во структурирањето на синдикатот. Целокупната ректорска администрација работи на прибирање подписи од луѓето за формирање на тој синдикат. Се загрозува доброволноста на синдикалното здружување, затоа што ова е здружување под закана. А ако не го направите синдикатот, нема да добиете 10% покачување. И дезавуирање на сета работа на независниот академски синдикат, кој што веќе изработи колективен договор, сериозен колективен договор за кој што може да се разговара, колективен договор околу кој што ние веќе пробавме да разговараме и тоа многу успешно го правиме со СОНГ, значи друг гранков синдикат кој што постои во државата, кој што го покрива образованието на еден многу поширок план и со кој што веќе има шанси заеднички да настапиме. Разговорите беа околу тоа, да ги понудиме различните опции, да се најдиме негдека и на крај нашата последна отстапка беше да се потпише еве сега овој ваков колективен договор каков што го имаме предложено, со тоа што голем дел од оние ставки кои што се поврзани со буџетско трошење би биле со одложено важење. Значи од март, од јуни, крајот на 2020, почетокот на 2021, значи тоа да биде процес на договарање. Во преодните и завршни одредби да има одредба со која што ќе се каже дека еднократно ќе се покачи платата на вработените за 10%. Меѓутоа не наидовме на разбирање кај министерот кој што останува на својот став дека треба да се формира посебен синдикат, кој што според него во моментов не постои и треба да се склучи колективен договор составен само од еден член, а тоа е покачување на платите за 10%. Кои се следните чекори? Па, ние мислиме да ја радикализираме работата. Веќе се известени и други синдикати и во околните земји, меѓутоа и пошироко. Веќе е известена и меѓународната организација на трудот и веќе почнуваат да стигнуваат, предупредуваат дека тоа што се случува е апсолутно кршење на не само на уставот, туку и на меѓународно ратификуваните документи на Република Северна Македонија и дека тоа ќе има многу негативни реперкусии во она што представува наши понатамошни процеси на пристапување кон ЕУ, посебно што и синдикалното организирање и посебно слободата на здружување се спомнати во извештаите и е таму искажана загрижа дека тие не се на соодветен начин заштитени, односно дека власта си дозволува различни упади во тој простор. Цивил медија